Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, јавната општинска установа за деца детски градинки Наша иднина е максимално посветена за зголемување на капацитетот и подобрување на условите во постојната градинка во општина Прилеп. Во текот на изминатава година, на крајно транспарентен начин, на повеќе наврати ја информиравме јавноста за активностите за нашата институција. Затоа изненадени сме од обидите на опозицијските партии да го девалвираат трудот на вработените во Прилепската градинка, но и заложбите на локалната самоуправа и градоначалникот Илија Јовановски. Во оваа прилика, уште еднаш ќе потсетам дека за време на мојот мандат отворена е нова градинка во објектот на основното училиште Рам Полевката. Извршени се зафати за реновирање на речиси сите објекти во детските градинки Наша иднина. Овде сакам да истакнам дека во градинката Гоце Делчев комплетно е сменета целокупната водоводна и електрична инсталација, купени се нови казани за готвење, целата инвестиција во оваа градинка изнесува 690.000 денари. Исто така, сакам да истакнам дека после 35 години се инвестира во градинката Аличев. Таму комплетно е смената, дограмата покрај, уредени се дворот, оградата, молирисани се сите простори. Покрај тоа, овде во градинката Бончејца ја направивме ботаничката градина, чија цел првенствено има едукативен карактер. Заедно со општина Прилеп, Министерство за труд и социјална политика и работите од други домашни и странски донатори, преземени се активности за изградба на две нови градинки. Едната од нив ќе биде сместена во целосно реновиран и адаптиран простор во Тутунскиот комбинат, истата ќе биде ставена во употреба за неколку месеци. Другата градинка ќе биде комплетно нова, ќе се гради во населбата Точила. Крајни рок за нејзина изградба е 2020 година. На тој начин значително ќе ја намалиме листата со деца кои чекаат да бидат згрижени во некоја од нашиве градинки и во догледно време еднаш за секогаш ќе го решиме овој проблем. Во моментов, вкупниот број на деца кои ги користат нашите услуги изнесува 1460, за кои се грижат 158 вработени. За хигиената во нашиот објект се грижат 25 лица со претходно положен испит во акредитирана фирма, кои работи ги користат пропишаните антибактериски и антисептички средства. Според извршените инспекцијски надзори од Центарот за јавно здравство и Агенцијата за храната, исполнети се сите хигиенотехнички норми и стандарди за заштита на деца од предшколска возраст. Конечно, сакам да нагласам дека со инсталирањето на видеонадзор ја зголемуваме и безбедноста во дел од нашите објекти.